Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за уште едно ново издание на Нов ден. Доколку решивте да останете на фреквенцијата на ТВМ телевизија, го направивте вистинскиот избор. Затоа што ние ќе се обидеме да ве оттргнеме од дневно-политичките теми и се разбира, барем за кратко да го одлечеме вашето внимание на некои поинтересни места и содржини настрана од вашите секојдневни грижи и проблеми. За почеток на здравје на мени ќе ви препорачаме малку необична, но како што вели нашата нутриционистка Весна, многу здрава чорба од тиква. Па да погледнеме сите заедно и да научиме како се прави. Добар ден, почитувани гледачи. Ете не пак во новата година. Добре ни дојдовте во нашата кујна, а се надевам дека и ние сме добре дојдени во вашите домови. Празничните денови поминаа доста позади нас, некои уште ни престојат, но како и да е, во сите тие празнични денови се опуштаме. Тоа е добро, треба да се опуштиме, затоа се и празнувањата, но некако не внимаваме на тоа како да здраво да се храниме, бидејќи правиме разни специјалитети тука и комбинациите не се сосема застапени, но сето тоа може да го оптерети нашиот метаболизам, па почнува да се чувствуваат некои тегови. Јас во моите рецепти секогаш настојувам да ви предложам некои поневообичаени, затоа што сакам да ве наведам барем еден од оброкот да ви биде таков да може вашиот метаболизам да го растерети, а вашиот организам да го прочисти токму од тие такви малце потешки комбинации, бидејќи окото е секогаш главно, но желудникот треба да биде закон, а не вашиот поглед. Затоа денеска се одлучив за една чорба од тиква. Тиквата затоа што тиквата е многу посакуван зеленчук, особено во овие зимски денови, бидејќи ако размислите од една страна вашиот организам го оптеретувате со несоодветна храна во која комбинациите не соодветствуваат за да можат да го поттикнат вашиот имунитет, затоа да може преку овие оброци да можете да го прочистите вашиот организам барем малку. А потоа, кога веќе празнувањата ќе завршат, па ќе следат и временските прилики, ќе се малце подобри, па ќе можете и физички да сте поактивни, тогаш веќе ќе приготвуваме и други рецепти. Тиквата, значи, денеска ја одбрав затоа што, како што реков, е многу посакуван зеленчук за ова време, затоа што во себе содржи едни фитонутриенти, нутритиви кои се многу особено добри поддржувачи на вашиот имун систем. Тоа се каротеноидите, и тоа алфа и бета каротенот. Бета каротенот е многу добар затоа што го продуцира витаминот А тој е многу добар за да го поддржи вашиот имунитет на едно многу добро и завидно ниво. Која тиквата уште подобро ја комбинирате и со другиот зеленчук, тогаш навистина добивате еден оброк кој во себе содржи витамини, минерали, сите тие убави работи кои можат вас да ве прочистат и да ве освежат. Во оваа чорба имаме основната намирница ни е тиквата. Потоа, тука е коренот целер, коренот пашканат, главичка кромид, кој секако кромидот треба да биде еден од неминовно застапените зеленчуци во секојдневното ваше мени. Потоа морковот, макдоносот и зачините. Зачини, тука користиме биозачин, кој е всушност една комбинација од сушени зеленчуци со малку тостирана морска сол. Потоа, тука имате кари, но мој совет е подобро да користите куркума, зашто куркумата е многу добра, ви го поддржува вашиот метаболизам со тоа што го детоксицира вашиот црн дроб,
а исто така е многу добар за зглобовите, па оние што патат од ревматски заболувања, потоа од остеопороза, е многу посакувано да во своите оброци го користат, ја користат кукумата како еден постојан зачин. А лепезата на нејзината употреба е многу широка, бидејќи можете да ја употребувате во салати, во јадења кои термички се обработуваат, во супи, во чорби, значи секако можете да ја употребувате. Потоа, тука е маслиновото масло и црниот бибер. Дали има некое правило во тоа колку количински тие ќе се за 4, да речеме за 4 чинии? Нема некое правило. Овдека ние имаме еден коренов селер, еден пашканат, една поголема главичка кромит, еден морков и тиква, која половина тиква, која средна големина од тиквата, но правило е дека тиквата треба количински да биде толку двојно поголема од вкупниот друг зеленчук во чорбата. Подготовката е многу едноставна. Во 2 литри вода ќе ги сечкате сите зеленчуци на покрупни парчиња. Ќе ги додадете зачините, маслиновото масло и во затворен сад ќе оставите да се термички обработува на средна температура, па околу 45 до 50 минути. Потоа, сето тоа се става во блендер и добро се блендира. На крај, кога ќе изблендирана, во чинијата се додаваат листовите од Макдоналдс, лист од селер можете да додадете, а можете да додадете и сок од еден лимон. Едноставно, добро, нутритивно, многу вредно, нешто што е многу посакувано во овие зимски денови. Ете, чорбата е готова. Тиквата, значи тиквата нискокалорична, добра за одржување на вашата телесна тежина, за вашето срце, за вашиот метаболизам, се најдобро за вашиот организам и за вашиот имунитет. Почитувани гледачи, од оваа емисија ќе почнеме да правиме, да ви предложиме и по еден рецепт за сок. Соковите, како свежи витамини и минерали, се многу добри да почнете да ги употребувате секој ден, барем по еден сок. Во денешната емисија ќе ви предложиме сок направен од јаболко, морков, портокал, лимон и секако неизбежниот ѓумбир, бидејќи во зимските денови ѓумбирот мора да ви биде една од намирниците и зачините кои ќе ги употребувате и во чорбите, и во другите јадења, а и секако во соковите, а нормално и како чај. Се надевам дека овие два рецепти ќе ви се допаднат и барем љубопитноста ќе ви, малку срчето на љубопитност ќе ви проработи и ќе се дрснете да ги направите. Пријатен апетит, довидување. Денес ви представуваме слика од најпознатиот и најпопуларниот наивен сликар од Србија, Миле Давидовиќ. Овој сликар, кој што со галеријата Букефал сработува веќе 15 години, е многу специфичен по изработката и особено по мотивите од секојдневието кој ги прикажува на еден необичен хумористичен начин. Колоритот што го користи е многу свеж и уникатен, со впечатливи, но интензивни бои. Долги години Миле Давидовиќ е присутен на европскиот и на светскиот пазар на уметнини, а посебно на уметничкиот пазар во Шпанија, Франција, Германија и Холандија.
Повеќе негови слики имате можност да видите во галеријата Букефал, како и на нивната веб страна www.bukefal.com.mk. Ете, тоа е еден краток опис за оваа прекрасна слика, која што благодарение на галеријата Букефал го краси вечерва нашето студио. Ни продолжуваме понатака со нов ден и со нашата стандардна рубрика Мотиватор. Само ќе ви кажам дека доколку празнично се опуштивте и ете, може би подзаборавивте и го баталивте на некој начин вежбањето, време е да се вратите полека во форма, а тоа најдобро ќе го направите со советите на Јован Калановски. Добро, во овој празничен период, кога често знаеме да претераме со внесувањето на храната, веднаш потоа се трудиме да ги симнеме оние калории кои што сме ги наталожиле во текот на сите овие празници. Меѓутоа, тука многу често сите забораваат на најосновната и можеби најважната работа кога станува збор за вежбањето и за симнувањето на калориите, а тоа е загревањето и истегнувањето, секако по завршувањето на некоја физичка активност. Зошто истегнувањето е толку важна активност после секое вежбање или пред секоја физичка активност, ќе ни каже нашиот соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски. Јован, зошто оваа активност е толку значајна и при почетокот и пред почетокот на вежбите, нели, и по завршувањето на некоја физичка активност? Значи, после празниците, по принцип имаме прилив на заинтересираност за вежбање. Се запишуваат пролета доаѓа, се запишуваат луѓе, деца на спортски активности, се запишуваат луѓе на бодибилдинг и слично, фитнес, пилатес, но има едно правило што ретко кој го практикува. Како што ви ќе кажа, тоа е загревањето пред тренинг и стегнувањето после тренинг. Дали би било тоа спорт, дали би било тоа некоја дисциплина од затворен тип, карате, бокс или што и да било, го забораваме она загревање пред тренинг и стегнување после тренинг. Зошто? Често ме прашува зошто е тоа толку важно. Накратко ќе кажеме загревањето. Што всушност ни дава едно кратко 5-минутно загревање пред почетокот на тренингот. Јас никогаш не сум почнал час без да ги загревам моите клиенти. Затоа што телото, ако мускулатурата не е загрејана, циркулацијата на телото се движи со една умерена, нормална брзина. Телото се храни со кислород, но колку што му е потребно да функционира. При тренинг имаме, значи, за многу поголема потреба од кислород и од храна, значи, за мускулите и слично, а циркулацијата е таа што ги носи, што ја носи таа храна кон телото, кон мускулите. Исто така, значи, тоа е систем меѓу мозокот и мускулите што ние треба со тоа загревање да ја подобриме таа врска меѓу мозокот, циркулацијата и мускулите. Значи така телото со тоа загревање ни функционира многу подобро и се претпазуваме од можни повреди, се претпазуваме од можни проблеми што би можеле да настанат ако не сме добро загреани, а тоа се многу, значи многу лесно може да ни по некој тренинг да ни испука мускул, може да ни се сврти. Многу често се среќаваат луѓе што не се добро загреани со вртоглавица во вежбање, недостаток на кислород во мозокот. Тоа е лесно објаснување, што сите ќе го разберат. Таа вртоглавица се јавува заради недоволно кислород во главата. Значи мозокот бара повеќе, значи главата бара повеќе кислород, но телото не му носи пошто циркулацијата е пасивна, би кажал. Со тоа загревање ние ја зголемуваме таа циркулација. Значи доаѓа тренингот, после тоа загревање. Имаме тренинг напорен. Некои тренинзи се силни, некои се по-нормални, некои се, али како и да е, мускулатурата работи во текот на целиот тренинг. Мускулатурата работи, телото се стега, телото се зацврстува, калориите се трошат, се изморува и доаѓаме до еден степен после, дали тоа се 40 минути или сат, време вежбање на умора. Сега, зошто истегнувањето? Тука е многу важно. Мускулатурата е во една фаза на, да кажам, стегната фаза. Значи мускулниот тонус е многу зголемен. Тука е многу важно да ги стегнеме ние мускулите правилно, за да можат тие после овој тренинг да функционираат нормално.
да ги задоволат нашите потреби после тренингот. За да немаме, например, болки вечерта, да не се појават грчеви додека спиеме, да не се појават некои трпки во рацете, во нозете. Значи, да после тренингот, после стигнувањето, телото да функционира нормално. Истигнувањето и загревањето се навидум обични работи кои што често ги занемаруваме, како што реков, меѓутоа дали со нивната примена може да се третираат и некои други посериозни состојби, здравствени состојби пред се во човечкото тело? Да, секако. Значи, истигнувањето, стречингот на телото ви кажал дека е рехабилитационен метод што ги има во многу проблеми на телото, значи од кај возрастните спондилози, шијалги, проблеми со скратена мускулатура, проблеми со нозе и слично, докај децата, значи со искривени ребетни столбови, до проблеми, но искривени нозе, значи истегнувањето е главен метод за рехабилитирање. Едно истегнување, да кажам, секојдневно истегнување на долните крајници, домашно истегнување секојдневно од 50 минути би не предпазило од можни проблеми со кичмата. Ако дечињата секојдневно го истегнуваат телото, висат на рипстоли или нека било дома да го висат своето, тегнат своето тело, би предпазило од можни деформитети. И слично, да, значи истегнувањето е важен метод за рехабилитација и за предпазување од некои проблеми. Во пријатниот амбиент на ресторанот во Хотел Гарден, уживајте во специјалитети од интернационалната кујна. Ресторанот на Хотел Гарден ви нуди безпрекорна организација на деловни ручеци, коктели, шведски маси, крштевки, родендени и други видови на забави и свечености. Забавувајте се во вечерите исполнети со стендап комедија, со Никола Тодоровски и Маријан Ѓоргиевски, музика во живо и специјално мени. Ресторан на Хотел Гарден, рај на вкусови и за најпребирливите гурмани. Се има свој животен век, па така и дрвјата. Од староста на лозовите и овошните насади зависи нивната плодност. Не чекајте. На временото обновување или замена на повеќегодишните насади со нови значи побогат род и поголеми приходи најмалку во следните 20 години. Знаеме дека тоа не е лесна работа. Таа бара време, пари и труд. Затоа, владата на Република Македонија ви доделува финансиска поддршка за секое засадено дрво при подигнувањето на нови повеќегодишни насади, а преку програмата ИПАР имате можност да ви се надоместат 50% од инвестицијата за заменување на овошните и лозовите насади. Искористете ја можноста. Инвестирајте во модерно земјоделие. Добро е кога има некој да ти помогне. Толку многу начини да подариме љубов за празниците. Мамини, здрави, среќни и паметни деца. Мамини деца. Дисконтрај, комплетен асортиман на сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци, чаеви Франки и најдобрите вина. Бовин, генерален дистрибутер за Red Bull и Нескафе со сите вкусови. Дисконтрај, ваш пријател, со најдобри цени за вашите веселби и ugostителски објекти. Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара.
Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Во духот на старите македонски вредности, Хотел Силекс Охрид ве поканува и оваа година традиционално да го прославиме дочекот на Стара Нова година. Неограничен пијалок, богато новогодишно мени, зурли, тапани, василичарски маски и забава со единствените Кате и Нели ти реков. Традицијата продолжува. Ваш Хотел Силекс Охрид. Еве не повторно назад во живо во студиото на ТВМ, во уште едно ново издание на Нов ден. Само најавувам, во случај некои од нашите драги гледачи подосна да се вклучиле на фреквенцијата на ТВМ телевизија. Некои од нас повеќе, некои помалку ги користат свеќите во своите домови, а тие пак свеќите, особено оние украсните и ароматизираните, создаваат поубава и попријатна атмосфера во нашиот дом, а често пати исто така и ни помагаат за освежување на воздухот во затворените простори. Во овие празнични денови, освен нивната религиска и традиционална употреба, значи неизбежна е употребата на украсните свеќи како задолжителен декор при креирањето на новогодишната свечена празнична атмосфера во домовите. Повеќе за свеќите, за нивното значење, за нивната употреба, за тоа како се изработуваат, вечерва сите заедно ќе дознаеме од нашата гостинка во студиото, Јованка Сион Доленц. Добро вечер, Јованка, и добре дојде во студиото. Добро вечер, Ела. Фала многу што ме поканивте да бидам гостин во вашава емисија Нов ден. Ти благодарам многу што ја прифати поканата најпрво. Ете во овие празнични денови да разговараме токму за свеќите како еден неизбежен дел, значи од повеќе аспекти и во секој случај што најде време да бидеш наша гостинка. Јас се надевам дека ќе направиме еден интересен за нашите гледачи разговор во студиото. Да. Јованка, можам да те најавам значи како собственичка на занечиската работилница Сион Доленц, која веќе 3 години успешно се занимава со рачна изработка на декоративни и ароматизирани свеќи. Нели? И на самиот почеток веднаш да те запрашам како почна таа приказка со свеќите. Така, благодарам, Лела. Собственичка, па да речам кособственичка, да. Затоа што мојот сопруг е регистриран како занечија и негова дејност е всушност изработката на свеќи. Како започна сета ова приказна? Започна пред 7 години од прилика некаде, кога јас и мојот сопруг купувавме свеќи кои беа со лош квалитет, па ги горевме, па многу често знаеа да изгаснат, многу често знаеа да истечат, многу често знаеа наместо пријатен мирис да испуштаат некои непријатни, да чадат. Да, и еднашка свеќето која што беше на нашата маса во дневната просторија, ја зедовме, ја стопивме, ја излеавме во калапче и ставивме фитил, памучен и почекавме да остини, да олади и ја запаливме. И тоа беа нашите така први почетоци, да речам, со изработка на првата наша свеќа беше таа. Така, ова личи на, како да речем, љубители на свеќи, кои што постојано нели во својот дом имаат запалена свеќа. Да, па тоа беше, да речам, пред да почнеме да изработуваме свеќи. Сега ги гориме само остатоците или оние неуспешните. Обично така нели, на мајсторот му капе чутијата. Така. Мислам, тоа беше нашиот прв обид, успешен беше. Не чувате ли првата свеќа? Не. Првата која што те сами ја направивте, не? Не ја чуваме. Веројатно од тогаш
не знам, уште многу пати топевме, претопувавме, така ствари и учевме. Веројатно не ја жувавте затоа што не ни мислевте дека ќе ви биде битно за понатака во животот. Не, сакам да кажам, немавте идеја дека нешто сериозно ќе правите со тие сеќи. Така. Едноставно ги правевте за свое задоволство. Да, сите ние дома нешто ќе видиме, па нешто ќе направиме, па не значи тоа дека подоцна ќе се занимаваме баш со таа дејност или дека ќе направиме некој бизнис од сето тоа. Меѓутоа ето испадна така случајно да изработката на свеќи прерасне и во бизнис, да речам. Меѓутоа ќе дојдеме и до тоа. Како полека? Сега вие дома ги горите свеќите, нели, од остатоците, затоа што ви е задоволство, си правите, се претопувате. Така почна сето тоа, да. Правите фигури, си ги користите за дома. Меѓутоа што се случува? Доаѓаат вашите пријатели дома, можеби? Така, дојде нашите пријатели, од кои на почетокот имавме огромна поддршка. Се ново нешто што ќе направивме, беа восхитени од тоа, да речам, не пофалуваа и да речам се восхитуваа многу. И затоа ние после неколкуте успешни обиди да направиме свеќи, почнавме да им ги поклонуваме, дали за роден ден или за некоја друга свечена пригода. И што се случи по тоа? Почнаа нашите пријатели кои веќе добија поклон од нас да бараат од нас свеќи да им изработиме за тие да поклонат друго место. И така целата таа приказна се одвиваше. Значи им се допаѓа вашите свеќи. Така, тоа всушност беше и зачетокот веројатно на идејата за понатака тоа да прерасне во нешто поголемо? Така, тоа беа зачетоците, да речам, тука се роди идејата да почнеме понатаму да изработуваме свеќи, меѓутоа она што не кочеше, да речам, или што ни беше голем предизвик беше материјалите од кои што ги изработуваме свеќите, така да поразговараме и за нив и за сето она што е врзано со изработката на свеќи. Навистина е интересно затоа што сите ние гледаме денес на пазарот има се што, нели? Веќе човек некојаш помислува дали има нешто што не е измислено просто. Меѓутоа мислам дека ретко се запрашуваме што и како. А сега сме тука и точно да искористиме оваа прилика за да дознаеме како се прават свеќите. Меѓутоа јас сакам во оваа прилика да им се обратам на нашите почитувани гледачи дека Јованка ќе подари три свеќички кои што ги донесе во нашето студио на нашите гледачи, поточно на првите тројца најбрзи, кои што ќе се јават на нашиот студиски телефон 231-215. Значи, уште еднаш, доколку сакате да добиете една рачно изработена свеќа од Сион Доленц, ќе се јавите на 231-215, па повелете, ве очекуваме. Ние на крај на разговорот ќе објавиме имињата на тројцата, да речам, срекници или добитници на овие преубави свеќи. 231-215. Јованка, како сега тече тој процес на изработка на свеќи? Ти кажа дека твојот сопруг, значи добро, тој се занимава со изработување на свеќи, меѓутоа, прво која е разликата помеѓу оние свеќи кои што тој дотогаш ги, да речам, ги правеше? Тоа се оние свеќи традиционално кои што се палат на верски празници? Или не, такви свеќи до сега немаме изработувано. Значи тие се купуваат и се продаваат. Почнавме со вака со декоративни свеќи. Така. Уште од самиот почеток во боја и така на тоа останавме и на тоа поле се развиваме. Како тече самиот процес на изработка на свеќи? Што се случува сега? Кај вас конкретно кога ќе треба да се направи, да речем? Така, тоа ти е рамно наготвење. Значи влегуваш во кујна и почнуваш. Првин ке си ги наместиш алатите што ти се потребни, а тоа се разни тенџериња, разни ножеви, разни, не знам, калапчиња, да. Што све има веќе? Се, да, од разни материјали, да речам, изработени, некој пат се импровизирани, значи нешто што ние сами ќе си го направиме или нешто што ќе го најдеме за што се користи за друга намена, па ние го користиме во изработката на свеќи, значи
од се што можеме да искористиме за изработка на свеки, се користиме. Меѓутоа, најчесто сме пред шпоретот, каде што, да речеме, ето така, го топиме, го претопуваме тој парафин, од кој што е основна состојка, главниот материјал за изработка на свеките. Тука се разните бои, разните парфеми или ароми, специјални за парафин. Тука се разните фитили, тука се разните калапчиња. Значи, секој парафин си има своја, да речем, специфика, значи, точка на топење, која што ние со годините на топење и претопување, тоа го научивме. Веројатно, предходно, нели, се обучивте и читавте некаква литература? Да. Тоа најчесто, кај нас таква литература многу ретко се наоѓа, да речам, во пишана форма. Многу често наоѓавме литератури, уствари, да речам, некои статии или научни на интернет. Да, сега е лесно со интернетот. Да, пристапот е доста лесен, меѓутоа, од она што најмногу се учи е искуството. Самата работа се покажува што и како треба да се прави. Да. Разните техники можеме да ги најдеме на интернет, меѓутоа дали ќе успеат, сето тоа во пракса се докажува. Секоја, да речам, дебелина на калапот има одредени димензии на фитил, значи фитилот не е еден и единствен. Ништо не е така лесно, само стави го, измешај го и нели. Се си има посебна техника и Така, и ние она што сакаме да го постигнеме со нашите свеќи е не само добар вака на изглед производ, меѓутоа тоа да биде квалитетен. Затоа внимаваме доста какви, да речем, материјали ќе користиме. Од каде ги набавувате материјалите? Дали се наоѓате тука или имате можеби потешкоти или потреба да набавувате од странство? Многу е тешко да се најдат материјали, посебно за изработката на свеки. Значи, парафинот единствено во Скопје можеме да го најдеме. Една фирма е, да речам, само една единствена фирма. Меѓутоа, боите и аромите што ги користиме се претежно од странство, од Турција, од Франција, од Италија. Имате ли потешкоти при набавката или веќе имате создадено некои своји врски со... Да, на почетокот беше доста тешко, затоа што требаше да се вложи доста голема количина на средства, бидејќи никој не ти праќа, да речам, 1 килограм или 2 килограми, треба поголема количина да се набави, и то од одреден парфем, па тоа ни правеше малце, да речам, проблем, сакаш да вложиш, меѓутоа сакаш да добиеш различни, а вака, меѓутоа со текот на времето сето тоа некако се средуваше, па успеавме да створиме некој добар однос со произведувачите, значи директно од произведувачите ги земаме. Што е веројатно и полесно, бидејќи правите контакти на некоја доверба во една рака. И сега е сето тоа полесно, да речам, некако го истресиравме патот. Така, во тој дел. Во тој дел. Значи, тука има и ароми, различни, кои исто така ги набавувате од странство. Од странство, Значи, сето тоа... Аромите, да речам, се малце поразлични од оние што сме навикнати да ги чувствуваме кај свеките. Значи, разни, да речем, ароми на ванила, на јагода. Сето тоа го имаме, меѓутоа нашиот став е дека подобро е нешто посуптилно, нешто што не е толку јако, нешто што е понежно. И нешто може би различно од она искомерцијализираното на кое што сме навикнати, кое што може секаде да се купи. Кој е, да речемете сега, фаворит? Веројатно и во свеките има, и во аромите има тренд, како што има во све, нели? Не знам, ево посебно би рекла она што, да речам, нашите клиенти го користат, го барат, тоа е фрутелија, некој микс од разни овошни, меѓутоа не е онака сладкуњав мирис, тука е баш некако, не знам, суптилен и свеж. Исто така јасминот, меѓутоа не е она јасмин што ние сме научени јак да го мирисаме, меѓутоа со некои примеси, така по нежен, по женствен, да речеме така.
Така. Убав, да. За сите кои што сакаат всушност Различно, да го пробаат, ете ќе Така. најдат и ќе го купат, а ќе кажеме како и на кој начин. Да. Меѓутоа, додека сме тука за цената и за квалитетот. Како сега оди тоа? Дали е цената во овие услови, да кажам сега, економски, конкретно во нашата држава? Така. Може ли да се излезе на крај и да се постигне една нормална, разумна цена? А да се понуди добар квалитет. Секогаш треба да се направи баланс и да се види значи што е конкурентно на пазарот, дали можеме да бидеме конкурентни и дали тоа е исплатливо. Так. Сега нормално дека машинските свеќи се, да речем, продавниците се преплавени со такви свеќи, посебно да оние што доаѓа од не знам, Кина Так. или да, меѓутоа тие се тука и постојат и луѓето ги купуваат, така да мора да бидеме конкурентни и со цената, така да нудиме повисок квалитет за пониска цена, да. Или да речем конкурентна на пазарот, иста или слична со на кинеските. Свеќе се тоа дали е исплатливо или не, тоа... Добро, меѓутоа, кога човек ќе почне, кога ќе влезе во тоа нешто, веројатно веќе нема враќање назад. Нема, не. Така постојана надеж дека еден ден ќе биде подобро. Да се вратам малку сега на еден момент, буквално на почетоците. Значи, имав информација тука дека почнавте да продавате, се преселивте некаде во Варош, така нешто беше, така дека и почнавте да продавате чисто за да го опипате пулсот. Дали уште го правите тоа? Тоа беше првата година кога решивме да ги комерцијализираме нашите свеќи, меѓутоа се уште не бевме сигурни дали ќе бидат барани на пазарот, дали ќе им се допаѓаат на купувачите, така. И решивме да ги изложиме. Така се преселивме во стариот дел на градот и решивме пред куќата каде што живееме да ги изложиме. И бевме изненадени, значи, од одзивот на луѓето, посебно од интересот, да. Многу често се случуваше да дојдат да купат, па после неколку дена пак да дојдат да купат повторно. Затоа решивме да, ето така, преминеме, значи да стане тоа наш семеен бизнис и она што нели рачно ги изработуваме и затоа решивме да се регистрираме како занаечи, не како трговско друштво или поинаку, точно како занаечи. Меѓутоа дали се уште ги изложувате така на истото место? Така се уште на лето таму ги изложуваме. Значи на лето се изложени свеќите и се достапни. И се достапни, да. И за туристите. Така, значи обично во летниот период сме, значи, надвор на пазарот, тука во стариот дел на Охрид. Преку година работиме на Facebook, значи активна ни е нашата Facebook страна. Да им кажеме на сите нашите гледачи кои што можеби прв пат, иако сме некогаш во Охрид, така ќе кажеме живееме во Охрид, Малград и се знаеме, меѓутоа не знаеме. Секогаш е добре дојде на нова информација. На Facebook може да ве најдат на страната Sion Dolens Handmade Candles, на англиски е напишано заради тоа што има нели побарувања и интереси од странците. Така на Facebook можат да ве најдат. Така, за тие што живеат или се во Скопје, значи на штандот од Тесори Димаре во трговскиот центар Амстор. Во Скопје, да. И во Струга, значи во Хотел Дрим, во продавницата за сувенири. Так. А во Охрид се уште само... Па да. Само кај вас. Ексклузивно. Ексклузивно само кај вас. Рековме крајната цел е задоволни клиенти. Токму поради тоа треба да се напомене дека нема две исти свеќи. До сега не се повторила, можеби да личат меѓу себе по составот или нели? Така, секоја свеќа, значи, кога ќе речеме дека рачно ги изработуваме, значи, истина рачно ги изработуваме. Во секоја свеќа се вложува покрај нели трудот, се вложува многу голема љубов, внимателно се работи со една свеќа, за да се изработи една свеќа треба можда 10 до 15 пати да се фати, да се префати, дори да дојде до еден ваков финален производ, да речам. Затоа ќе речеме
две свеќи нема две свеќи исти. Да. Може би ќе личат, меѓутоа и да се навидум исти, енергијата која што тие ја имаат во нив е различна. Да. Така, например, ете колку овие се конкретно новогодишни, новогодишни свеќи, можеме да ги видиме. Колку треба време да се направи на ваква свеќа, ако се фати и се заврши работата, мислам без... Па 24 часа се доволни за да се изработи една ваква свеќа, за да биде спремна за горење, да. За користење. Да, за користење. Јас би сакала во оваа прилика да ја покажам ете и оваа прекрасна, интересна свеќа која што ние добивме од Јованка како поклон за подарок за нашата емисија, односно да ни го краси студиото со Сиондоленс Handmade Candles. Јас би сакала да ја отворам. Во меѓувреме, ете, например, оваа свеќа која што гори е мощно интересна. И сега, како е направена? Таа е направена од парченца? Таа е направена од парченца во различни бои, кои потоа се соединуваат, па се леат, па свеќата треба да речам да се стврдне, па потоа да се обработи, да се дообработи. И така. Што треба, Јованка, за една свеќа да биде квалитетна? Што значи квалитетна свеќа? Ете да научиме да ги препознаваме. Една свеќа, мислам, вака од надвор немојме да ги видиме. Значи не можеме да знаеме дали свеќата е квалитетна се до оној момент додека не се запали. Значи многу е важно свеќата која ќе се запали да не истекува или да не гори. Така, мислам да не чади и фитило да не се удави во самиот... Што многу често се случува, со оние. Во самиот парафин кој што си го прави како базенче самата свеќа, самиот пламен. Пламенот не треба да биде ниту премногу голем, ниту премногу мал, значи ова е овдека идеален пламен, кој што константно исто свети, доколку не биде нели од страна узурпиран. Така. Ова свеќичка е ова е нашата свеќичка како кутија, нели, која што внатре, како фенерче, која што внатре си има уште една дополнителна свеќичка. Ова е ружичка свеќичка која што е пловка, односно ако ја ставите во сад со вода, ќе плови, можете да си ја запалите и така да биде еден вид на декорација. Обично ги бараат за разни слави, за матури, затоа што оваа свеќа негдека 4 часа без престан, ако е во ладна вода, гори, да. Меѓутоа, овие парафински фенерчиња, значи се направени од парафин, меѓутоа не се топат, не горат. Внатре само е доволно да се стави 1 сантим песок или сол како изолација и може да се стават овие малички свеќички во лимено калапче што се така се продаваат и така. Има доста добар ефект, така баш како фенерче свеќа. Така, многу интересно. Ме прашавте за овие свеќи, оваа свеќа и квалитетот на свеќата, значи се препознава по должината на незиното горење, односно по горењето на парафинот. Ако оваа свеќа се гори 2 до 3 часа во затворена просторија, толку се препорачува, би горело негдека 80 до 85 часа. Многу интересно. Потоа се гледа, рековме и квалитетот на тоа на свеќите. Значи, би сакала овде и да те прашам за тоа што работите директно со клиенти и порачуваат од вас. Имате ли покрај оние стандардни порачки, ете некоја интересна или вонсериска, некаква посебна желба на клиентот? Сте имали ли такви интересни порачки? Многу често добиваме нарачки за роденденски свеќи. Тоа да речеме сега хит. Кај малите дечиња да сакаат, не знам, нивните супергерои да бидат на нивната, да ја красат нивната роденденска торта. Меѓутоа, она што мене ми остави еден голем впечаток е кога неколку пријателки побара од мене да направам некои еротски свеќи. На почетокот беше така смешно, како можеби невообичаено, меѓутоа испадна дека тие се стварно
сериозни, сакаа да прослават на нивната другарка да ја прослават моминска вечер. Так. И така испадна што испадна, беа Дали ги презадоволни. направивте? Да. Успешно успешно. Ете. Да. Одлично, да, па клиентот е нели на прво место, Така, битно дека така. девојките биле услужени, задоволени. Така. Значи може и тоа да се Може, направи. да. Ете, Да. доколку има заинтересирани ќе знаат. Да. Дека исполнувате желби во смисла на правење свеќи во формата во која што ќе са Така, Айфелова кула досега не сум направила. Искуството ќе ве научи нели се што да правите. Само сакав овде на кратко во овој истиот контекст да ве прашам дали одите во странство, дали излагате некаде во смисла на сајми, на манифестации, кај нас надвор од Македонија? За жал во Македонија многу се тие малку застапени сајми на рачна изработка или да речам некои си такви манифестации. Меѓутоа сопругот минатата година неколку пати гостуваше во Србија на неколку такви сајми за рачна изработка, каде што помина доста солидно, така беше задоволен. Нашите свеќи значи се добро прифатени. Да, добро прифатени, да. Што е најинтересно, многу ретко од младите се решаваат на изработка на свеќи, така да многу често на тие сајми, на тие изложби, да речам сме единствени, уникатни, со што да речам стануваме поинтересни за публиката, за некои муштери кои што сака да речам ето така поголема количина, значи се раѓаат нови соработки. И во секој случај се плодни, значи плодни, да. Така. Добро, можеби во нашата земја понатака ќе почне да се практикува, мислам, да се практикуваат такви сајми. На твојата Facebook страница, поточно на Sion Dolen's Handmade Candles, прочитав нешто што навистина ми остави убав печаток, што е така како што е вистинито, ти го напиша, предпоставувам. Вели, купувај локално, јади локално, троши локално, уживај локално. Поука за сите оние кои со презир гледаат на малите локални бизниси, наместо да ги поддржат, тие се трудат колку што можат повеќе да ги отцрнат. Секоја чест на исклучоците, им благодарам на моите верни клиенти и пријатели кои ми даваат сила и ми ја поттикнуваат инспирацијата преку целата година. Така. Доволни ли се овие пријатели и поттикнувачи за да оди бизнисот напред и за да не се дојде до да речам, ете, нема повеќе да го работам ова. Така. Секако се од голема помош и секако се поттик за понатамошна работа. Меѓутоа, дали се доволни, би рекла дека повеќе работиме со странци. Пред се мислам дека рачната изработка е многу повеќе ценета надвор, да речам, во западните земји, каде што се е машински, каде што луѓето многу ретко може да најдат рачно изработени производи. Додека кај нас во Македонија сите ние по дома и си готвиме, и си шиеме, и си плетеме, и си изработуваме некои работи рачно, така да на рачните изработки не се гледа со таков голем восхит како што така не се ценат толку колку што веројатно се цени надвор на рачната изработка. Мислам, јас би сакала да работам повеќе со луѓето од Охрид, да купуваат повеќе, да поклонуваат повеќе, тоа и беше целта. Значи, на продадените свеќи да се горат, за да имаме ние повторно. Тоа е една убава мисла, навистина, зошто ги чуваме украсните и миризливите свеќи по дома како украс. Значи, ова нека биде еден апел до сите гледачи, мислам, не апел, меѓутоа во смисла свеќите се прават за да се горат, во секој случај да се ужива во нивната арома и во благопријатност нели на амбиентот кој што го создаваат. Во оваа прилика сега овде, додека разговараме за свеќите, јас би сакала да им се заблагодарам на Бранко Симоновиќ и на Арсенова Клаудија и на Трајческа Теодора, кои што се јавија на нашиот студиски телефон и добија по една свеќа. Во секој случај, свеќите се тука во студиото, па тие можат
од утре, ете нацака да дојдат и да си ги подигнат. Ви благодарам што се јавивте и што ете сте заедно со нас ова вечер со нов ден. Јованка, зборувавме за свеките, значи тоа е само една од оние твои секојдневни обврски кои што ги извршуваш. Ти си сопруга, мајка на 2 дечиња, значи над Лука, кој што има 2 години на 5 годишниот Мартин. Лука има 7 години, да, и Мартин 7, да. значи добро. Така некако, порасна Лука. Да, порасна. Меѓу време. Добро, работиш професионално како медицинска сестра во Медикор. И еден голем дел од твоето слободно време го посветуваш како волонтер во Црвениот крст. Така. Моментално работам на 2 програми во Црвениот крст. Да. Едната програма е за дечиња од 4 до 7 години. Програмата се вика Story Hour или час за читање приказни. Да. На дечињата им читаме приказки на англиски јазик и ги преведуваме на македонски, пееме песнички, креативни работилници имаме заедно со нив. Еден циклус трае од прилика негде околу 14 часа, еднаш неделно се среќаваме и се забавуваме. Има дечиња, има интерес? Да, има голем интерес. Многу интересно, да. Да, сега во моментов правиме пауза од едниот до другиот циклус и следниот циклус ќе почне од средината на февруар. Така, да поминат празниците. Така. Другата програма на која што сум сега повеќе активна во овој период е програмата Промоција на хумани вредности. Таа е национална програма, веќе 16 години се работи на територијата на цела Македонија. Значи се работи во сите општински организации. Целта на оваа програма е младинци од 14 до 18 години да добијат обука и потоа да ги следат трендовите, да речам, во околината каде што живеат, да ги идентификуваат потребите и проблемите, да изработуваат мали проекти и да им помагаат на луѓето околу себе. Во секој случај, одлично. Веројатно и тебе ти годи, бидејќи го работиш тоа. Како стигнуваш? Па, со добра организација или? Да, со добра организација, со помош од сопругот, со негова голема поддршка и така. Така. Еден ден мора да ти е многу нели препон со обврски. Така. Меѓутоа накратко само да те прашам во духот на нашата емисија, останува ли малку време за некој спорт, некој хоби, освен овие кои што ги имаш? Ти убаво ми рече пред малку кога разговаравме. Така, јас сум бивши спортист, 8 години тренирав пливање, меѓутоа сега единствен спорт ми е трчањето да стигнам на време. Сите обврски, да. Така. Добро, пливањето можеби некогаш потоа. Во најава изградба на затворен базен, па можеби тоаш ќе дотрчаш до таму, па се надеваме, да. ќе се вратиш повторно како активна пливачка. Ти благодарам многу за разговорот што беше со нас во ова издание на Нов ден. Ти посакувам многу успех на секое поле. Така. И се разбира до некоја наша следна средба. Благодарам, Лела. Прекрасно си поминав, многу брзо ми помина времето. Многу времето лета. Така, благодарам за честитките и за желбите за понатамошен успех. И јас исто така ви посакувам ова, да речам, емисија да трае долго и долго. И уште многу млади ентузијасти да бидат гости во вашава емисија и да им покажеме на охриѓани дека и охриѓани можат и умеат да прават нешто корисно за својата заедница. Се разбира, токму така, тоа е целта на емисијата. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, на самиот крај на нашиот разговор следува најава за следната рубрика. Зимскиот распуст веќе трае од поодамна, кај да е скоро и ќе заврши за помалку од недела дена, учениците ќе се вратат во школските, училишните клупи, меѓутоа многумина од вас веќе можеби беа или можеби се на одмор, некаде на скијање, иако кај нас на нашите планини снегот скоро и да го нема, меѓутоа го има во околните
места. За сите кои што љубители на снегот, кои што се заинтересирани можеби за некои подалечни, поинтересни дестинации, ние со урбаниот сонувач ќе ги посетиме сега и ќе ги видиме токму најпривлечните зимски дестинации. Иако превозот со воз за многумина можеби е последен на листата опции, кога станува збор за патувањето и освојувањето на далечните дестинации. Сепак, откако ќе ја погледнете оваа железничка тура во Швајцарија, сигурно ќе посакате веќе следната ваша авантура да ја доживеете патувајќи со воз. Имено станува збор за експресниот воз Глечер Експрес, кој што ги поврзува двата главни планински ресорти Сент Мориц и Цермат во Швајцарија, при тоа нудејќи магичен панорамски поглед кон величествените Алпи и предизвикувајќи восхит кон сјајното сино небо и зелените долини. Токму затоа, оваа тура е вистинска визуелна гозба и во лето и во зима. Кога се опишува како експресен воз, не се мисли на воз кој може да се движи со ултра голема брзина. Туку станува збор за епитет кој што му се додава поради фактот што обезбедува удобно патување на долга релација. Всушност, овој воз кај туристите го има и прекарот за најбавниот воз во светот. За прв пат, возот Глечер Експрес се упатил на својата дестинација во 1930 година, а денес, во текот на својата рута, во трајање од нешто повеќе од 7 часа, возот поминува низ скупно 291 мост и 91 тунел, а највисоката точка на која што се искачува изнесува 2033 метри надморска висина. Од видеосодржините во продолжение, погледнете како изгледа турата со најбавниот воз во светот. И тоа сигурно ќе ве инспирира веднаш да започнете со планирањето на вашата следна авантура и уживање во живописна природа патувајќи со воз. Планинскиот дом К2 е дел од скијачкото одморалиште Куршевел 1850, кој се наоѓа на француските Алпи, а има 5 спални соби и се простина на речиси 500 метри квадратни. Пространата колиба е исклучително убаво декорирана и нуди луксузен одмор кој се поминува на блиското скијалиште. Кога ќе ја изнајмите колибата на услуга, добивате и приватен шеф на кујна, домаќин на колибата, шампањ и канапеа пред доаѓањето, појадок, попладневен чај, богата вечера, дневно чистење и бежичен интернет. Ексклузивната колиба нуди совршен баланс помеѓу традиционалното и модерното функционирање. Може да уживате во луксузот со висок квалитет, кој се одгледува во квалитетните фенеси и единствената неконвенционална опрема и услуга. Големите прозорци овозможуваат светлина, а неколкуте балкони овозможуваат простор за опуштање. Во секоја соба има приклучоци за Apple телефони и LED телевизор. Заедничката дневна соба е многу пространа и има камин. Современата трапезарија и кујна се опремени во потполност, а постојат и домашно кино и бар.
На 30-тиот фестивал на снегот и мразот во Харбин работеле 10.000 работници, а ледените креации се распространуваат на површина од 600.000 метри квадратни. Вештите раце на уметниците секоја година создаваат зимска бајка во градот, а оваа година, по повод обележувањето на годишнината, особено има што да се види. Направени се снежни реплики на Empire State Building, Римскиот Колусеум и многу други реплики. Просечната температура во градот во овој период од годината изнесува минус 30 степени Целзиусови. За изградбата на скулптурите се зема мраз од околните реки, а оваа година се употребени 180.000 метри кубни мраз и 150.000 кубни метри снег. Овој фестивал првпат се одржал во 1963 година, но често бил прекинуван поради разни настани како културната револуција и бил повторно воспоставен во 1985 година. Тој спаѓа во топ 4 ледени фестивали во целиот свет. Започнува во средината на декември, но официјалното отворање обично се случува на 5 јануари. Фестивалот вклучува многу интересни случувања и активности, како снежен карневал, надпревари во снежни скулптури, светлосни шоу забави, лизгање, санкање, хокеј на мраз, фудбал на мраз, скијање, пливање, рибарење, артистичко филмско шоу, ликовни и калиграфски изложби, танцување, пеење, свадбени церемонии и уште многу други активности. Фестивалот секоја година го посетуваат околу 800.000 посетители, а годинава ќе биде отворен до крајот на февруари. И ете, почитувани гледачи, полека стигнавме до крај на уште едно издание на Нов ден. Пред да се одјавиме и да ви посакаме пријатна и убава вечер, јас сакам да им се заблагодарам на нашите драги пријатели од галеријата Букефал за прекрасната слика која што беше убав декор во нашето студио и се разбира на моите драги пријатели од студиото Арс Нова, затоа што навистина без нив убавината не е случајна. Ви благодарам што бевте со нас и гледаме за 7 дена. Пријатно!